Денес имаме официјално пуштање на улица 3 и улица 5 во населено место Петровец во вкупна должина од 830 метри и ширина од 5,5 метри и две пешачки патеки, значи од двете страни по една пешачка патека од 1,5 метри ширина. Исто така имаме и одводна канализациона мрежа поставено и атмосферска мрежа поставено. Значи се што жителите од овие две улици што бара, значи општина Петровец им излезе во престап. Парите се обезбедени од Европска унија од ИПА програмата во висина од 260.000 евра и општина Петровец учествуваше со 30.000 евра за поставување на канализациона мрежа. Дојде времето кога жителите тоа што го бара, значи пред година дена да биде реализирано од наша страна. Значи овие улици се правени пред 27 години од само придонес на жителите кои живеат на овие две улици. И еве денеска со гордост може да кажеме дека обезбедуваме едни нормални услови за живот на овој дел од Петровец на жителите, бидејќи за да се живее во една приградска средина, значи треба да се има улици, треба да се има водовод, одвод, сите оние услови за живење. Добро, денеска сме овдека на еден навистина прекрасен момент кога се гледа како се вложува во иднината и развојот на една општина. Градоначалникот на општина Петровец е пример кој што треба да го следат и сите оние други неуспешни градоначалници кои што се во Република Македонија се разбира. Денеска жителите на овие населени места во општина Петровец добија навистина пристојни услови за функционирање, услови кои што се навистина идеални, се разбира идеалното колку што може да се биде во денешно време во Република Македонија. Средствата кои што се обезбедени, како што каже и градоначалникот, се обезбедени од ИПА фондовите, истите се наменски искористени за овие проекти на кои што денеска присуствуваме. Јас би посакал и во иднина истите оние градоначалници кои што денеска ги гледаме како му слугуваат на Деспотов Заев да го следат овој пример и конечно наместо мудрување и правење работи кои што навистина повеќе личат на реално шоу отколку на вистинско работење на градоначалник, да го следат примерот на градоначалниците на ВМРО ДПМН и така да продолжат да работат, да инвестираат во развојот на нивните општини, а на тој начин ќе инвестираат и во развојот на Република Македонија.